На полноќ во февруари годинава Ибрахим Кабоглу дозна дека е цел на мерките што турските власти ги презедоа за неуспешниот пуч во минатата година. Господине, вие сте во декретот, му рекол колегата на 67 годишниот професор по уставно право преку телефон. Во декретот имало имења на 4000 луѓе кои треба да бидат избркани од работа. 5 месеци подоцна, кога турската влада се подготува да го прослави спречувањето на обидот за соборување на председателот Реджеп Тајип Ердоган, на професор Кабоглу се уште му е забрането да работи на Универзитетот Мармара. Тој е само еден од 150.000 кои се истерани од работа. Околу 50.000 се уште се во затвор, по неуспешниот државен удар на 15 јули лани, кога дел од војската со авиони, тенкови и хеликоптери изврши напади врз парламентот во Анкара. Властите соопштија дека пучот бил организиран од приврзаниците на исламскиот свештеник Фетула Ѓулен, кој е во екзил во Соединетите држави. Тие, како што вели заменик премиерот Нуман Куртулмуш, биле длабоко навлезени во армијата, училиштата и судовите, и оти само со нивно апсење и истерување од работа би можело да се спречат на тамошни обиди за државен удар. Kamu görevinden ihraç edilenler, ayrıca 33.000 kişi görevine iade edilmiş. Bir süreç devam ediyor. Bu süreçte yıllar alacak. Но за опозицијата ваквите невидени репресивни мерки се катастрофални. Bir kişi her şeye egemen. Parlamentoya egemen, yargıya egemen, yürütme organına egemen. Tamam, usulen başbakan var, doğru. Usulen bakanlar da var, o da doğru. Çünkü anayasa gereği bunların olması gerekiyor. Ama ne başbakan... Во април годинава беше одржан референдум со кој му се дадоа поголеми претседателски овластувања на Ердоган. Тоа само дополнително ги влоши односите на Европската унија со Анкара и ги стави под прашалник неколку децениските амбиции на Турција да стане членка на Унијата. Ердоган во изминативе денови одржа низа говори по повод неуспешниот државен удар. Централниот настан на кој тој ќе говори ќе се одржи на 15 јули во Анкара.